Како и сите општини и општина Пробиштип го креира буџетот за 2016 година, меѓутоа голем проблем настанува во реализирањето, бидејќи стариот концесионер не го платил долгот кон општината за користење, но неработењето се одразува на локалната економија, каде 500 семејства екзистираат одовде. Во изминатиот период ни должат на нас нешто повеќе од 15 милиони денари, што е значителна стапка во буџетот на општина Пробиштип и сигурно дека негативно се одразува и на проектите кои што ние треба да ги работиме, кои што ги имаме ветенот пред граѓаните дека ќе ги направиме. Меѓутоа ни создава проблем и за новиот буџет, не знаеме колку средства да планираме, не знаеме кога точно ќе се заврши целата оваа постапка со стечајната постапка. На 19 ноември ќе се отвори, би требало да се отвори стечајна постапка, која што понатаму зависи од одборот на доверители, кого ќе одберат како нов инвеститор и кога отприлика ќе почнат инвестициите, кога ќе почне рудникот со работа и затоа ние ќе одиме на некоја предпоставена сума која што навистина нити ја знаеме, нити би можеле да ја знаеме во овој момент. Утре ќе се одржи и третата форумска сесија за креирање на буџетот, на која Пробиштип планира развоен буџет за наредната година. 2016 година ќе се потрудиме исто така да направиме една квалитетна програма за работа, донесување на еден развоен буџет, во кој што главен дел од средствата ќе бидат наменети за решавање исто така на инфраструктурни проекти. Мислам дека најголем дел од барањата на граѓаните се за асфалтирање на повеќе улици на периферијата од Пробиштип, кои што не беа урбанизирани. Инаку општина Пробиштип минува низ многу тежок период и е во очекување на нов инвеститор.